Ке доцни во годинешната сеидба на ориз. Наместо во мајкочанското злато ќе се сее во јуни, тврдат земјоделците од Облешево. Според нив, ова се должи на нисчистените канали, по кои се дистрибуира водата до нивните ниви. А сеидбата ова година ќе касне. Нема ни една чистена вода од предпријатие Врагалница и ситуацијата е алармантна. Тие вадите не може да ги изчистат до 11 октомври, а не сега. Значи пак ќе сееме во јуни. Што значи ние се снајдеме кој како знае и умее. Ако лани, значи, оризопроизводството беше десеткувано, сега мислам дека за 50% плюс, значи, ќе се намале. Откупната цена наместо да се зголемува, таа паѓа. Поради ова голем дел од последната реколта оризопроизводителите ја чуваат во амбарите. Во моментот килограм оризова арпа се продава по 32 денари и е пониска од производната цена. Дополнителен проблем се пестицидите, немањето на семенски материјал, како и во целост неисплатените субвенции. Сакам да кажам околу субвенциите. Николовци, обеќе ще ги исплатат субвенциите на 50% од оризопроизводителите. Ги имат земано на 50%, не е исплатено. Целата документација уредно. Мислам дека го малтретират буквално земјоделецот, го падат од оризовите полиња. Со планот за наводнување за оваа година предвидено е со ориз да бидат посејани 3800 хектари.